Иако главниот град тоне во смок и магла, власта не презема никакви мерки за справување со загаденоста во Скопје. Енормното загадување активираше мерки, но само за жителите во Куманово, Тетово и Кавадарци, и тоа за оние кои се постари од 60 години, како и за бремените жени и лицата кои спаѓаат во загрозени групи. Се препорачува и ограничување на работното време на отворено, и тоа од 11 до 17 часот, а државните институции до 50% да ја намалат употребата на службени возила. Дека состојбата со отровниот воздух е и повеќе од неподнослива, реагираат и помолозите. Велат граѓаните кои немаат титна потреба да не излегуваат надвор, зашто отровниот воздух ги напаѓа буквално сите органи, иако државата е немоќна да помогне во справување со загаденоста. Препораките се да избегнуваат престој на отворено, да не превземат физички активности надвор кога е загадено, затоа што со физичкиот напор се зголемува и бројот на вдишувања. Јас не можам да знам дали државата превзема нешто, но очигледно ако превзема ефектите од тоа не ги гледаме. Граѓаните алармираат дека е неподносливо, но тоа никако да стигне до власта која вели дека работеле на случајот. Граѓаните се пожалија дека владата не правила ништо и велат тешко на народот кој е оставен сам на себе. Ова е страшно, мислам и за младите, поготово за новороденчињата, многу сериозен проблем. Државата презема нешто или слабо? Ништо. Оваа влада ништо не презема, една голема гасна комара се наоѓаме. Носиме маска, се осеќа. Сега што треба да се води сметка, значи нашава држава, че не е само коронавирусов, него и загадувањето дефинитивно влие врз здравјето на луѓето. Прави ли државата доволно или слабо? Мислам дека ништо не прави. Само во изминатово деноноќе отровните PM10 честички во главниот град изнесуваа 400 микрограми на кубен метар, што е неколку пати над дозволеното. Најкритично беше во центар, потоа во аеродром, пошто следуваат и Газиба, Бакарпош и скопската населба Лисиче. Отровните PM10 честички во воздухот и изминатото деноноќе беа неколку пати над дозволеното. Граѓаните алармираат, од владата тактизираат. Велат дека се работело на проблемот, иако во пракса не се гледа ништо. Освен во Скопје, висока концентрација на загаденост имаше и во другите градови. Високи концентрации беа регистрирани и во Кавадарци, каде беа измерени дури 680 микрограми на кубен метар. Ништо подобро не беше ниту во Струмица со 438, пошто следуваат Битола, Велес и Штип.